ја повикала третата говорничка Елизабета Петровиќ, педагог, системски терапевт, која што ќе се осврне на поддршката која што треба да им ја дадеме на децата при разводот во семејството, како ќе сподели делот своите искуства, својата секојдневна работа. Повелете. Да се поврземе денес за да и дадеме поддршка на оваа иницијатива. Она за што јас ќе говорам, тоа е малку повеќе поддршка од аспект децата. Веројатно првата асоциација за развод е земјотрес и јас уште би ве потсетила на земјотреси од минатото лето, кога сите се чувствувавме исплашено, загрижено до кога ќе престанат. Би ве потсетила исто така дека разводот е всушност еден комплексен нешто што моментално се случува и брзо завршува. И тој долготраен семеен земјотрес ги стресува сите семејни членови дека го дестабилизира детството. Ние знаеме дека и кога не негалижот прави нешто добро за нас, промени кои може да знаат всушност понатамошна среќа, понатамошна да се чувствуваме подни, но додека ги минуваме тие периоди, кога тој период на промени, фактот дека треба да размислуваме во најдобар децата и тоа денес многу пати го слушаме. Тоа е всушност најдобар интерес на децата. Децата да, еднакви се по правата, меѓутоа тие се многу различни по своји карактеристики, возраст, пол, семеен контекст, врсничките мрежи, ризиците на да бидат изложени, различни се по потребите што во даден миг ги има, поврзани со нивниот здрав раст и развој. Кога размислуваме за интерес на децата, не треба да ги заборавиме родителите, и тоа двајцата родители, она што тие можат да им го дадат на своите деца капацитет и како ресурси од двајцата родители. Разводот на децата и тоа влијание е различно во различни стадиуми од разводниот процес. Може би тоа мигот кога родителите ја донеле одлуката, многу е важно дали и двајцата, дали е тоа заедничка одлука или се случува по барање на едниот партнер. Значи, разводот е еден комплекс процес кој долго и за какво ќе биде влијанието токму од времето, односно периодот врз децата. Може би е завршен процес, но следува по живот во степ семејство, па и тоа е еден сложен процес исто така, на етапа. Зависи од возраста, полот и од она што го нарекуваме детска резилиентност, можност да се справа децата со стресот, која е исто така индивидуална. За возраста веќе се говореше, но јас сам само дека она мислење дека децата ништо не знаат што се случува, тие си играат во својот безбеден свет. Фетусот се чувствува безбедно кога мајката се чувствува добро и фетусот во својот воден свет згрижен, безбеден. Што се однесува до овие фази од развојот на децата, само ви спомнам дека и тие се захтевни во своји предизвици и замислете кога на тој список ќе го ставиме и разводот. Во врска со најраспространето е гледиштето дека кај девојчињата разводот дека што тие се анксиозни, повлечени, а момчињата се поизбувливи и агресивни. Поврзано е со семејниот контекст, нормално не е се едно се случува како ресурсите, локалниот и општествениот контекст не е се исто дали е тоа Македонија или е Шведска. Кога разводот мораме да спомнеме низ очите на децата, ако говориме дека често пати тие се соочуваат и со некој додатен, со нешто додатно многу ги мачи, а тоа е, например, болест или зависност кај родители, семено насилство, сиромаштија, пребрзи одлуки за нов брак, полубраќа, полусестри. Особено семејствата на деца со посебни потреби да се сретнат со уште предизвици кога се случува овој семеен земјотрес, но како и да е, како
разводот кај децата се јавуваат различни симптоми. Тоа што нема да ни го кажат со зборки, ни го покажат со своето однесување, со начинот на кој се јадат, другаруваат. Постојат ресурси за поддршка. Јас овде се задржувам на оние најблиските, односно обкружувањето и од обкружувањето, за да бидат подобри општествените, затоа сме денеска тука. Родителите се најповикани во својата родителска алијанса да продолжат во својата родителска улога и тоа е навистина привилегија. Ако тие се говорат и ако соработуваат, децето брзо ќе оздрави од разводот. Сиблинзите, ако не се разделени, ако може да се дадат заеднички поддршка во она што и се случува во потесното семејство. Многу е важно поширокото семејство. Ако вие имате и втори родител, како што за жал се случува кај нас, имате прво и второ проширено семејство. Тоа значи дека можно е да недостасуваат делчиња одорењата, од гранките, од стеблото, значи од она што значи каде можеме да растеме, на што да се потпреме и што да не заштити. Овие луѓе се сигурно многу компетентни за да можат да помогнат и да компензираат кога родителите се наоѓаат својата сопствена семејна бура. Исто така и оние луѓе што се други важни, така ние ги нарекуваме во семејството, тоа се пријатели, кумови, на вистина може да помогнат, да дадат своја поддршка и да компензираат. Јас да зборувам и за училиштата, градинките, бидејќи децата таму го минуваат вториот дел од своето време. Питувачите, наставниците се на првите борбени линии без воопшто тоа да го сакаат, исто при децата не сакаат, тие речени во некои семејни приказни и навистина можат да помогнат, давајќи без за поддршка, љубов, грижа, разбирање, авторитет и градејќи мрежа на врсничка поддршка. Педагогот и психологот, стручните служби во училиштата, тука ги напиша што родители ќе се случи некаков проблем во однесувањето во училиштето, апелираат и доаѓаат во стручната служба, па тука почнува онаа приказна дека всушност е нешто што придонесло да се случи такво однесување кај детето. Во училиштата веќе законска обврска е да постојат инклузивни тимови. Во луѓето кои работат во инклузивните тимови кажуваат дека се поголем е процентот на деца кои се справуваат со развод во семејство. Јас би сакала да ви кажам дека околу 5% од децата се деца кои се со попреченост. 12% од учениците во нашите училишта, од децата во градинките се потешкотии. Ние велиме во училиштата со потешкотии во учењето, но најчесто со некакви семејни проблеми. Индикаторите за развој на училиштата, согласно МОН и Државниот просветен инспекторат, веќе се говори поддршка јасно на деца е напишано при развод во семејството. Каква е литературата? Читаме. И вчера имаше во врска со литературата, со учебниците на оваа тема. Појавуваат заблуди, недоречености, грешни факти и фактата на наставниците, родителите, децата кои се сочуваат со овој проблем е потребна стручна алатка или поддршка во вид на сликовачници и книги. И ние во алтернатива се поврзавме меѓу себе, сме автори, коавтори и рецензенти на таква литература, веќе почнавме да приготвуваме. Курси за поддршка, това семејните терапевти се тука напишани, не затоа што се само семејни, туку и затоа што се тоа семејни терапевти од или педагози, психолози, социјални работници, психијатри, кои одлично може да ги споделат своите искуства да работат. Од книгите, една порака до сите родители, она што постојано го кажуваме и денес, нивните срца се наш дом секогаш, ние тоа го знаеме, тоа е важно. Родителите си родители за секогаш, разводот значи дека тие двајцата се развеле, но не од нас нивните деца, туку меѓу себе, како сопруги. Еве како кој би го запишал математички, и ова е таа формула математичка, инаку во текот на разводите има многу математика. Множиме, собираме, одземаме, но не треба да внимаваме многу на делењето. За родителското оттеѓување и за оние страшни конфликти, конфликт на лојалност, дистанцирање, па дури и
целов, јас нема да повторувам. И повторно ќе ви прочитам еден цитат. Не големи, мајки и татковци на некои избезумени, тажни и мари. Не будете војни во кои ги убедувате деца дека едниот од вас им е вишок во животот. Па секој дете пола тато. Како да избришиш и да биде пола мама, а пола ништо. Или обратно. Пола тато, а пола нула. За да не ве лути двајцата, може би најдобро ќе биде да ги избрише двете половини. Што ќе биде вашето дете? Со едно големо, празно ништо во себе. Вие зборувавте на почетокот за детските права и факт е дека да зборуваме за детските права, но никако не може да ги одделиме детските од човековите права, децата од другите. Држави правно ги штитат човековите права, особено внимавајќи на детските права, затоа што позицијата на детето е особено чувствителна и во семејството. И ние говориме за право на детето со родителите, право на детето на лични контакти со родителот со кој не живее. И сите знаеме дека има овие права, дека има потреба, емоционална злоупотреба, дури и злоставување, би рекла, занемарување на детските права. Меѓутоа, родителското право им припаѓа на мајката и на таткото. Добра мама е мама која е добра. Добар татко е татко кој се чувствува добро. Ова е многу поврзано. Ако вие ставите приоритетниот родител е така наречен втор родител, не само што тој нема да му даде својата безгранична, безусловна љубов, времето и се она што може да му тоа дете, туку имате и повторно дискриминација на децата. Значи, повторно се тие што бидат лишени што можат да добијат. Најчести судски спорови во цела Европа се спорови поврзани со овие. И да, клиентите се скапи, но секако дека се грижат повеќе за клиентите отколку за детските права. Што всушност им е потребно на децата при развод во семејството? Долго пати веројатно се случува во кога разводот на сите деца кои се соочуваат со промена на семејната структура поради семејството потребно е искрено објаснување од двајцата родители во склад со возраста, дозволување за исполнување на негативните емоции, разводот е загуба која треба да се одработи низ сите неизини фази и емоционални реакции. Децата чесуваат на начини на прв поглед е тешко да се разберат од околината, прават проблем за да решат некој проблем. Потребни им се родители кои да се грижат за себе. Емоционалната состојба на поранешните партнери силно влијае на родителска улога. Загрижен, изневерен, исцрпен или депресивен родител за децата представна издестрбувачка фигура. Потребна му е силна поддршка, токму во оние мигови кога и сам да даде силна поддршка. Родители кои ги почитуваат детските права и детските потреби, секогаш ќе ги ставаат во прв план. Добро е да се има јасен писмен договор, прашања поврзани со родителство, уверување дека ништо не да сторат за да го спречат разводот, затоа што тие често пати се обидуваат и на почет најчесто да ги смират родителите. Понатаму нормализирање на случувањата на национално и на семејно ниво, кои ќе ги слушаат додека зборуваат. Поразителните се жувачките појдатоци кои само 10% од децата има на почетокот некој може да ги сослуша и да разговара со нив. Дури во Англија имаше една кампања, ова дете баш треба добро да се ислуша, врзана со развод. Одговори на сите прашања и дилеми со кои се соочуваат и кои ги измачуваат. Овие прашања ние ги напишавме и се обидовме да одговориме на нив. Док е трае нивната војна, како да ги смирам, зошто не се сакаат, знаат ли колку сум тажен, дали сум јас виновен, зошто токму моите родители. Зошто не сме како и другите, што ако дознаат моите другари, ќе бидам ли со тато посакам, како ќе ги гледам неговите роднини, што ќе се случи со нас во иднина. На децата им е потребно да знаат дека и покрај разводот семејството останува се родители и деца, поддршка и утеха од сите ресурси кои им се на располагање, да почувствуваат и видат дека животот продолжува. Децата ја добиваат оваа би рекла во случај идеален развод, но верувајте и тогаш им е претено. Сме виделе многу тесни, многу семејни приказни, секогаш е тешко да се надминат предизвиците. Семејството минува проблемите.
семејство има свој капацитет и да се справи со предизвиците. Семејството е природен систем кој лекува. И децата можат брзо да оздрават, меѓутоа, кога на родителите им е доволно добро или кога ќе направат добра родителска дијада. Во семејство ќе остане брачниот субсистем, меѓутоа семејството број 2 ќе бидат родителите и децата. И сите промени кои ќе се случат, а има многу промени, планирањето на целокупот, се извинувам, со добра родителска алијанса можат лесно, брзо да се надминат. И наместо за загуби, можеме да говориме за привилегија. А привилегија е кога да растат со родители кои стели и кои би веќе не се брајани партнери. И тоа е возможно. Полека почнав да множам со 2, онака како што ме учеше мојата кума Ана. Наместо несреќно, сватив дека е далеку подобро да учам да се чувствувам така за нашата семејна приказна на иста адреса, така почнавме да си правиме наша нова семејна приказна. Ке завршам повторно со промените во најдобар на децата. Ако се прашаме дали соодветни системски активности кои ќе обезбедат меѓусврзаност на постојните ресурси во општеството со поддршка на семејствата во процес на развод, дали сето тоа ќе придонесе да се овозможи почитување на детските права, јас мислам да и верувам дека е да, и денес. Она што е потребно е да ги отклучиме срцата и портите и разводите да излезат на виделина. Потребна е веројатно кампања за широката јавност од своевидниот заговор на молчење за тоа колку на децата им е тешко при промена на наната структура. Им е потребна поддршка за справување со предизвиците кои ги носат разводите. Кампања во која ќе сватат возрастните колку е важна таа заедничка родителска алијанса кон родителството и попреки на бракот. Има уште нешто проблематично на возрастните. Разводите се ги чуваат заклучени за срцата и вратите. Не сваќаат дека отклучувањето ќе значи споделување. Тоа е лек. Лек и за нив и за нас. Споделувањето може да лечи. Промена во начинот на односот на работата на институциите во врска со родителските права и обврски. Да нема дискриминација на родителите, а со тоа и на децата. Соработка со градинките и училиштата, градење мрежа на поддршка. Јас би сакала дека училиштата се навистина и градинките како второ семејство и тие може да дадат, да превенираат и да лечат. Го поттикнат развојот на детските резилиенци преку развој на физичките и менталните капацитети, креативност, ангажирање во разни наставни активности, пишува, спортува, слика, креира, идентификување со наставникот и чувство на припадност, независност, самодоверба, балансирани права и обврски, искусување компетентност, различност, индивидуално и семејно ниво. Значи, децата може да доживеат успеси во училницата, групата, наместо да потонат кога се случува семејниот земјот ресурс и да градат релации преку кои ќе добиваат драгоцена меѓуврсничка поддршка. Дете од прво оделение или од градинка ќе ви рече одам кај другарите, ќе поиграме за да заборава биде така полес. Нешто што за нас возрастните е наука и нешто што ние не можеме да го направиме. Детската соработка и игра навистина има лечебна моќ. Современа би рекла литература за деца и возрастни, советувалишта за заедничко родителство, за тоа веќе зборувавме и зборував. И нешто што јас гледам во некоја перспектива, не е далечна, Центар за поддршка, независно експертско тело, кое преку советување и медијација ќе има обезбеди поддршка на семејство и ќе олесни, ќе координира работата на институциите. Верувам дека сите вие можете да допишете нови облачиња, односно правоаголници. Ви благодарам. Ви благодарам Елизабета Петровик,
што ја акцентиравте важната улога на градинките, на училиштата и често пати имаат и круцијална улога во оние ситуации кога семејството и родителите ќе затеат. Тоа значи тој системски институционален пристап и тоа како е важен да се нагласи, затоа што онаму каде што ако светските статистики говорат дека 1/4 родителите може споразумно да се разведат, а на сите останати им е потребна одредена поддршка, одреден катализатор од страна на институциите, училиштето и градинките тука може да особено стручните и инклузивни тимови кои што се задолжителни со закон на Република Македонија, а исто така оно што би сакала да го подвлечам, а вие го споменавте, е резилиентноста, на која што се повеќе треба да размислуваме и да се насочуваме, односно отпорноста, жилавоста, која што секој ја носи, а особено да им се помогне да најдат еден мотив како да го пребродат тоа што се случило, затоа што се знаеме дека констатиравме дека разводот веднаш после смртта, како што кажа и примариус доктор Гајдазик, е една од најстесните ситуации кои што во животот на еден човек.